Добар ден, вести во 18 часот. На почеток преглед на насловите. Средба Мицкоски Кос во владата, пофалби за реформите и потврда дека уставните измени остануваат главен услов за евроинтеграциите. Ја охрабрувам владата да го започне процесот кој што наскоро може да донесе измени во Уставот. Очекуваме европската интеграција да остане процес кој се темели на јасни критериуми, на вредности, на исполнување на реформските обврски. Уставен без мнозинство за одредбите од изборниот законник за платеното политичко рекламирање. Предметите остануваат отворени. Поднесено обвинение за случајот Евростандард. Обвинителството товари 4 лица за предизвикување стечај на банката. 4 малолетници и 5 родители добија кривична пријава за насилството врз 12-годишното девојче во аеродром. Против 5 родители за сторено кривично дело за пуштање и малтретирање на дете. Најавена одговорност и за лицата кои снимале. Пофалби за реформите, но и потврда дека уставните измени остануваат главен услов за продолжување по евроинтегративниот пат. Ова е пораката која што еврокомесарката Кос ја упати на заедничката пресконференција со премиерот Мицкоски, кој пак побара процесот да се темели на критериуми, а не на билатерални прашања. Покрај со Мицкоски, Кос се сретна и со спикерот Гаши, а посети и еден студентски дом. Афродита Рамос. Колку повеќе доверба имате, толку полесно ќе напредувате во европскиот пристапен процес, порача еврокомесарката за проширување Марта Кос од денешната посета на Скопје. За тоа како ќе се гради довербата со соседна Бугарија, според Кос нема готов рецепт, но повтори дека уставните измени остануваат услов за Македонија и посочи дека ЕУ не може да даде гаранции за понатамошниот тек на македонскиот евроинтегративен пат. За премиерот Христијан Мицкоски пак, секое трајно решение мора да подразбира заштита на националното достоинство. Усвојувањето на договорените уставни измени останува неопходниот следен чекор за формално започнување на пристапните преговори и затоа уште еднаш ја охрабрувам владата да го започне процесот кој што наскоро може да донесе измени во Уставот. Проширувањето на ЕУ не е изградено на гаранции кои што се даваат однапред, туку се гради врз доверба, обврски, посветеност, нивно исполнување и работа. Очекуваме европската интеграција да остане процес кој се темели на јасни критериуми, на вредности, на исполнување на реформските обврски, а не процес кој ќе биде оптоварен со билатерални прашања што создаваат неизвестност и фрустрација кај македонските граѓани. Кос високо го оцени исполнувањето на реформската агенда во Македонија и не стави во првите 3 земји од регионот според реформскиот напредок, што значи дека за нас ќе бидат издвоени дополнителни средства од планот за раст. Мицкоски пак оцени дека за преостанатиот реформски чекор од јунскиот грејс период со финансиска вредност од 4,2 милиони евра, односно изборниот законник, како што вели, во собранието се вежба политичка гимнастика. Иако во моментов Северна Македонија не може да оди напред во пристапниот процес, тоа не значи дека вие или ние не испорачуваме. Вие испорачувате многу во реформската агенда. Се беше договорено, се беше завршено, додека тој предлог не требаше да дојде во парламент. И тогаш се појави втората политичка партија, тоа е СДСМ, која што рече, па ако тие така се однесуваат, и ние така ќе се однесуваме, и си најдоа причина зошто тоа да биде така. И едните и другите на отворена сцена се обидуваат од ова да направат естрада. Еврокомесарката Кос и порача на државава дека за нас има место како полноправна членка на ЕУ и дека Брисел се надева да ја види Македонија меѓу следните потенцијални членки до 2028 година. Бугарија очекува да биде укинат мониторингот врз нејзиното исполнување на одлуките на Европскиот суд за човекови права. Бугарската председателка Илијана Јотова тврди дека Софија ги исполнила условите за гарантирање на правото на здружување и побара да не се поврзуваат технички барања со политички толкувања. Дејан Сербиновски.
Додека секое барање на официјална Софија поврзано со бугарите во Македонија се представува како прашање за човекови права, барањата за регистрација на Сдруженијата на македонците во Бугарија се третираат како техничко прашање. Ова, меѓу другото, произлегува од пораките што ги упатила бугарската председателка Илијана Јотова на средбата со генералниот директор за човекови права и владење на правото при секретаријатот на Советот на Европа, Джанлука Експозито. На состанокот кој се одржал на 3 јули во Софија присуствувал и раководителот на одделот за извршување на пресудите на Европскиот суд за човекови права Фредерик Долт. Во кусото соопштение од кабинетот на Јотова се наведува дека една од главните теми биле пресудите на Европскиот суд за човекови права во предметите Омо Илинден Пирин против Бугарија. За време на средбата беше разговарано за конструктивниот диалог и за ангажираноста на нашата земја во исполнување на одлуките на Европскиот суд за човекови права во групата на дела Омо Илинден против Бугарија. Председателката го проследи развојот на ова прашање од 2006 година до денес и укажа на интензивниот и долготраен надзор од страна на Комитетот на министри. Во исто време се очекува дека наскоро ќе заврши надзорот врз извршувањето на пресудите, имајќи ги предвид напорите што ги вложила Бугарија и спроведените мерки за либерализација на постапките за регистрација. Неприфатливо е техничките барања да се поврзуваат со политички толкувања. Коментирајќи ја неодамнешната средба на бугарскиот државен врв со представниците на Советот на Европа, Стојко Стојков од Омо Илинден Пирин вели дека Комитетот на министри мора да покаже и изврши одреден притисок во насока дека се преземени чекори во однос на пресудите на македонските здруженија во Бугарија, но во пракса за Софија тоа не мора да значи ништо. Основната цел на Бугарија е да се затвори наблюдувањето без да се исполнат пресудите. Сите овие организации, сите овие пресуди за тоа што не може да се регистрираат, практично да се прогласат за извршени без ниту една од тие организации да се регистрира. И тоа Бугарија се труди да го направи веќе многу долго време. И вистинската причина за нерегистрација е многу јасна. Мислам тоа очигледно и во Комитетот на министрите, тоа е дека ние сме македонци. Дали тоа е основата? Дека сме македонци. Дали би имало институционални промени со оваа средба и со овие најави во однос на регистрацијата на Омо Илинден Пирин? Не. И покрај најмалку 14 пресуди на Европскиот суд за човекови права, официјална Софија се уште не овозможува регистрација на Омо Илинден Пирин, поради што случајот и понатаму останува да биде под надзор на Советот на Европа. Македонија е кредибилен партнер на НАТО и очекувам да се надмине лабиринтот на патот кон Европската Унија, порача председателката Гордана Силјановска-Давкова, која откри дека имала средба со бугарскиот председател Радев. Шефот на дипломатијата Муцунски пак од НАТО самитот во Анкара информираше за билатералните средби, додека министерот за одбрана Мисајловски побара пораките од НАТО да бидат и за Европската Унија. Понекогаш се чудам како може исти државници, исти председатели, исти премиери на еден начин. И со овие најави во однос на регистрацијата на Омо Илинден Пирин? Не. И покрај најмалку 14 пресуди на Европскиот суд за човекови права, официјална Софија се уште не овозможува регистрација на Омо Илинден Пирин, поради што случајот и понатаму останува да биде под надзор на Советот на Европа. Македонија е кредибилен партнер на НАТО и очекувам да се надмине лабиринтот на патот кон Европската Унија, порача председателката Гордана Силјановска-Давкова, која откри дека имала средба со бугарскиот председател Радев. Шефот на дипломатијата Муцунски пак од НАТО самитот во Анкара информираше за билатералните средби, додека министерот за одбрана Мисајловски побара пораките од НАТО да бидат и за Европската Унија. Понекогаш се чудам како може исти државници, исти председатели, исти премиери на еден начин да се однесуваат во рамките на НАТО, да манифестираат разбирање, а кога се работи за Европската Унија, како што споменав, 20 години да не држат во лавиринтот. И дека тоа е време да се надмине. Не можам да не кажам дека некои од другите говорници укажаа на ова. Мислам дека
Нема подобро решение за силна Европа и силно НАТО од состојба на мир. Присуствував прво на средба помеѓу министрите за надворешни работи на НАТО. Имав издвоена билатерална средба со новиот министер за надворешни работи на Холандија. Во содржината на таа средба беше примерно насочена кон билатералните односи помеѓу двете држави. Нашата соработка во рамките на НАТО алијансата. Зборувавме секако и за процесите поврзани со европската интеграција. Многу е важна пораката кога имаме европска заедничка политика и безбедносна одбрана заедничка европска, дека треба да припаднеме и таму. Тоа е одлична порака што сите ние заеднички треба да ја споделуваме и го правиме тоа. И затоа ако сме во оваа фамилија на едно исто ниво, не гледаат на исто ниво, мислам дека пораката треба да биде и за Европската унија и тоа мора постојано да го повторуваме. Центарот за управување со кризи победува апликација за итни случаи. Ке може да испраќа локација, фотографии и видеа до службата за итна помош. Обвинителството за организиран криминал и корупција поднесе обвинение против 3 лица и обвинителен предлог против уште едно лице за стечајот на Евростандард банка. Според обвинителството, тројцата, како поранешни членови на раководството на банката, од 2013 до 2019 одобрувале кредити на кредитно неспособни и поврзани компании, спротивно на законот за банки и интерните процедури, со што придонеле банката да заврши во стечај. Со оваквото постапување придонеле банката да биде доведена во стечај, а доверителите да бидат оштетени во износ од 1,6 милиарди денари, наведуваат од обвинителството. Обвинителен предлог е поднесен и против поранешниот председател на надзорниот одбор, кој се товари за несовесно работење во службата поради пропуштање на должен надзор и овозможување незаконско кредитирање. Уставниот суд не обезбеди мнозинство за да одлучи дали ќе поведе постапка за одредбите од изборниот законник за платеното политичко рекламирање, кој што според иницијаторите ги ставаат помалите партии во нерамноправна положба во изборната трка. Од судот посочија дека од вкупно 9 присутни биле 7 судии, но ги немало потребните 5 гласови за да се донесе каква било одлука. Јана Јосиповска. Уставниот суд не обезбеди мнозинство при гласањето за да се прифатат иницијативите од Левица и Демократи за оценување на уставноста на делови од изборниот законник поврзани со платеното политичко рекламирање. Од Уставен соопштија дека од вкупно 9 уставни судии 7 биле присутни, но ги немало потребните 5 гласа за да донесат било каква одлука. И затоа по предметот ќе се гласа на некоја од следните седници. Судијата известител Осман Кадрију предложи да се поведе постапка за двете иницијативи и да се оценуваат спорните одредби со аргументи дека изборната регулатива што се оспорува е штетна, противуставна и непропорционална, а помалите партии се дискриминирани за разлика од поголемите кои се привилегирани. Поддршка дадоа и председателот на Уставен Дарко Костадиновски, како и судиките Ана Павловска-Данева и Добрила Кацарска, иако таа имаше забелешки за неговата содржина. За поголемите политички партии предвидува привилегиран пристап до медиумите и до државните средства. На помалите политички партии на дискриминаторски начин им се оневозможува фер начело во изборната кампања. За плурализмот од суштествено значење е резултатот од слободните и демократски избори да биде резултат до кој е дојден низ еден процес во кој сите засегнати имале еднакви и фер шанси да ги понудат своите политички понуди. Дали со овие норми е тоа така направено? Апсолутно не. Треба да постои еднаквост, треба да постои можност за сите, а особено ако ОПСЕ тврди дека се исклучени одредени политички субјекти, тоа веќе
зборува и за дискриминација и за нееднаквост. За разлика од овие ставови, дел од уставните судии се изјаснија против поведување постапка за иницијативите, а Уставниот суд пред 3 години веќе одлучувал по истите оспорени членови и се произнел со неповедување постапка. Со оглед на тоа дека во услови кога тешко се постигнува консензус за измени и дополнување на изборниот законник, со евентуалното потенцијално наше носење на одлука за поведување, подоцна и за укинување на тие решенија, де факто, да не речем и де јуре, ние ќе оставиме еден простор кој што нема да биде регулиран. Судот ќе утврди ова иницијатива, односно овие иницијативи, ако за истата работа веќе одлучувал, а не постојат основи за поинакво одлучување. Од левица денеска предупредија дека евентуалното отфрлање на иницијативата би значело легализирање на неравноправните услови за учество на изборите и опасен преседан за политичкиот плурализам. По 1 година на функцијата вршител на должноста, судиката Даниела Димовска е избрана за председател на Скопскиот кривичен суд. При гласањето во судскиот совет доби едногласна поддршка од сите 11 членови кои, образложувајќи одлуката да ја дадат поддршката, рекоа дека нејзината програма за работа нуди визија за развој и подобро менаџирање со судот. Во трката за позицијата Димовска инаку влезе со 1 против кандидат судијата Ивица Стефановски. Инаку Димовска на јавноста е позната по тоа што го судеше поранешниот градоначалник на Карпош Стефче Јакимовски, кој доби 3,5 години затвор. Таа минатата година во јули беше избрана за ВД председател на Кривичен, а нејзиното име беше актуелно во јавноста и неколку месеци подоцна, кога нејзиниот брат Драган Паунов, инспектор во УЈП Штип, беше уапсен во рамките на проширената истрага за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. МВР поднесе кривични пријави против 4 деца и 5 родители за случајот со насилството врз малолетничка во Скопски аеродром, кога 12-годишно девојче беше физички нападнато од малолетнички, додека други присутни малолетници снимаа со мобилни телефони. Сандра Спасовска. 5 кривични пријави за 4 малолетници и 5 кривични против 5 родители за запуштање и малтретирање на дете поднесе МВР по последниот случај во општина Аеродром. Како што посочија од полицијата, двете малолетнички кои држеа за коса и удираа шлаканици на нивна врсничка заработија кривични пријави за насилство. Против двајца малолетници се поднесени кривични за неовластено снимање, а против еден од нив, како што посочуваат од полицијата, поднесена е пријава за поттикнување на делото. Од страна на СВР Скопје до ОЈО Скопје е поднесена кривична пријава за 2 малолетнички за сторено кривично дело насилство, против еден малолетник за сторени кривични дела поттикнување и неовластено снимање, против еден малолетник за сторено кривично дело неовластено снимање, како и против 5 родители за сторено кривично дело за пуштање и малтретирање на дете. Во последниве неколку месеци јавноста е сведок на се позачестени случаи на врсничко насилство. Случајот во Аеродром се случи пред една недела, а сличен настан имаше и пред околу 3 месеци во општина Ѓорче, кога насилнички малтретираа девојче, гасеа цигари од незе и ја понижуваат, тирајќи ја да јаде измет. За овој случај судија за малолетници се уште постапува. За девојчињата има мерки на предпазливост, но не е познато кои се, бидејќи надлежните велат дека согласно Законот за правда на децата не смеат јавно да кажат каде малолетничките што го извршиле насилството можат, а каде не смеат да се движат. По последните неколку случаи, надлежните почнаа обуки за училишните психолози, педагози и социјални работници во основното образование со цел да се препознаат децата кои се жртви на насилство за правовремено да им се помогне. Завршена е реконструкцијата на железничката обиколница околу Скопје, пругата од Драчево до Илинден, со што се овозможува пренасочување на товарните возови надвор од Скопје, соопшти Министерството за транспорт. Вице-премиерот Николовски најави дека до 1 септември во употреба ќе биде пуштен и градскиот воз. Маја Стојановска.
До крајот на месецов ќе профункционира пругата Драчево-Илинден, која ќе овозможи пренасочување на товарниот железнички сообраќај надвор од централното градско подрачје на Скопје. Министерот за транспорт и врски Александар Николовски информира дека реконструкцијата на железничката обиколница што ја реализираше јавното претпријатие за државни патишта е целосно завршена и ќе служи исклучиво за товарен железнички сообраќај. Според него тоа ќе придонесе за подобра организација на транспортот, но и за намалување на аерозагадувањето. Во наредните 20 дена ќе следува тест период, па технички прием, пошто карговозовите и официјално ќе почнат да ја користат делницата. Очекувам некаде за 20 дена карговозовите веќе да ја користат оваа делница, која што ќе значи многу и за заштита на животната средина и за намалување на загадувањето во Скопје од една страна, но од друга страна ќе значи и побрз карго сообраќај на коридорот 10, што ќе значи повеќе бизнис и повеќе железнички композиции на македонските пруги, што многу ќе придонесе и кон развој на бизнисот и кон развој на целокупниот транспорт. Николовски најави дека на 1 септември ќе биде пуштена во употреба и првата линија од градскиот воз. Линијата ќе сообраќа од Зелениково, преку Драчево, Лисиче, Киселавода и аеродром, па се до транспортниот центар. А реконструираната пруга ќе овозможи возовите да се движат со брзина од 80 до 90 км на час, што значи дека патувањето од Зелениково до центарот на Скопје ќе трае околу 25 минути. Од Министерството за транспорт претходно најавија и дека до крајот на 2027 година системот треба да се прошири со уште 2 линии. Едната од Волково преку Ѓорче Петров и Скопје север до центарот на градот, а другата од Миладиновци преку Илинден и Маџари до центарот на Скопје. Паралелно со развојот на градската железничка инфраструктура, владата најави и реализација на проектот за брза пруга на коридорот 10, која треба да го поврзе северниот и јужниот дел на земјава, од Табановце до Гевгелија. Во моментов се работи на обезбедување на финансиската конструкција, изработка на физибилити студија и потребната проектна документација. Според најавите на Николовски, целта е проектот да биде реализиран до 2031 година, со што значително би се скратило времето на патување кон Белград и Солун. Нов случај на маларија во Македонија. Од клиниката за инфективни болести велат дека станува збор за лице кое заедно со сопругата било на екзотично патување во Занзибар. Оттаму додаваат дека неговата состојба е стабилна и алармираат да се има наум дека убодот од комарци може да биде и фатален при вакви патувања, доколку не се има соодветна заштита. Детали од Сања Трајковска-Ставров. Бил на екзотично патување во Занзибар и на тура во Танзанија. Се вратил во Македонија со маларија. 30-годишникот е хоспитализиран на инфективна и прима соодветна терапија. Со симптоми на грозница и треска уште синоќа побарал медицинска помош, а сега е стабилен, потврдува директорот на клиниката доктор Фадил Цана. Со него на одмор била и неговата сопруга, но засега таа нема симптоми. А важно е да се потенцира дека маларијата не се пренесува од човек на човек, туку преку убот од заразен комарец. Навременото препознавање и лекување се клучни. Нема простор за паника, вели доктор Цана. Комарците се еден вид на ризик, што преку нив со убот од комарец може да пренесат и некои од овие заболувања. Пациентот конкретно не земал профилакса, затоа што и така е наведено дека подрачјето на Занзибар не би требало профилакса, но сите тие, нели, кога се на тие места сакат да влезат и во тој територијалниот дел на Танзанија, таков податок ни даваше и пациентот, дури тој не бил сам, бил заедно со сопругата, но кај незе добро е што нема никакви симптоми, но кај него се појавиле симптоми и тој навремено се јавува на клиниката, се диагностифицира и во теке лекувањето. Овој случај доаѓа само по неколку дена откако кај двајца пациенти беше потврдена западнонилска треска, кои се уште се неинфективна, но лекарите оценуваат дека лекувањето оди во добра насока. Иако и двете заболувања се поврзани со комарци, станува збор за различни инфекции со различен начин на ширење. Доколку повраќањето имат симптоми кои се треска, температура, општа малаксалост, најпрво што треба да направат е веднаш да се јават кај лекар за да се направи проценка дали е тоа поврзано епидемиолошки со престојот, што били ли е некое друго заболување, што не значи дека под дефолт се работи за екзотични заболувања.
и да се навремено диагностицира за сите овие заболувања. Ако навремено се иде на лекар, значи исходот би требало да е позитивен. Најдобрата заштита е превенцијата, велат лекарите. Користењето средства против комарци, носење на облека со долги ракави и по препорака на лекар, превентивна антималарична терапија пред патување во ендемски подрачја. Македонските компании во следните неколку недели ќе може да аплицираат за проектот за пазарно финансирање на македонската берза. Проектот се реализира во соработка со Европската банка за обнова и развој, а од берзата велат дека во периодот кој што следува ќе се разговара и со компании од IT секторот. Наша оценка како македонска берза е дека латентна побарувачка на пазарот има, дека пошироко гледано и капитал во Македонија има, тоа може да се види и преку бројките за депозитите на граѓаните во банките, во крајна линија и обемот на тргување на берзата, обемот на тргување на македонски резиденти на странски пазари, кои секоја година расне, значи капитал има. Капиталот што го управуваат пензиските, инвестицијските фондови, другите финансиски институции. Наш став е дека македонските компании не треба да имаат само една врата до овој капитал. Банкарскиот кредит е важен, но е мудро секогаш да не биде тој единствен избор. На Македонија и недостигаат повеќе компании што се подготвени да привлечат капитал од различни видови инвеститори. Латас и Ибор Ангеловиќ во продолжение дебатираат во Самовистина. Вечерва со вас е и Александар Видиновски. Пријатно.